Добро, не се работи за тест, едноставно се работи за принципиелност. Пратениците од владеачкото мнозинство поднесоа закон. Ние кажавме само дека законот мора да важи еднакво за сите и дека доколку ги опфаќа и претседателката на државата и јавниот обвинител и пратениците еве согласно нивниот предлог, дека треба да важи за избрани именувани лица и сметам дека она што го предлагаме во собранието треба да дадеме личен пример. Бидејќи еве го поддржувам законот, тргнав од личен пример да го дадам на увид да видат дека ниту некогаш сум поседувала, ниту во моментот поседувам друго државјанство сем македонското, и ако навистина се искрени во нивните намери, ги повикувам сите тоа да го направат, затоа што мислам дека од двојни стандарди, од популизам и од хипокризија македонското општество се донесе до тука. Ако е искрена намерата и интенцијата, не само за собирање на политички поени, нека го сторат тоа уште денеска. Па добро, никогаш ЛДП не се мерала по големината, туку по јасноста во ставовите, по напредните идеи кои што ги имала и по не испрљани функционери. Но впрочем и предлогот за државјанството 2011 е во програмата на ЛДП, така што може да забележиме дека и денес ЛДП има конзистентност во ставовите, само ми е многу криво што идеите наши во програмата има излез од 2011, дури денес доаѓаат на маса и се дискутираат. Веројатно и овие идеи кои што денеска ги промовираме ќе дојдат за некои 10 години да се дискутираат, наместо општеството постојано да оди напред, и мислам дека сме препознатливи по својот јасен став и по идентитетот, бидејќи подобро е да бидеме препознатливи како можеби помала партија по број на членови, но со јасни политики, отколку голема партија која лута со политиките согласно дневно политичките случувања. Ние денеска имаме работна група во Министерството за правда. Јас немам чувство дека ќе се направат драстични промени, бидејќи не гледам политичка волја да се случат тие промени. Иако во медиумите ќе слушаме разноразни изјави, ние сме за една изборна единица и за суштински промени на изборниот модел, сепак мислам дека сме далеко од тоа. Денеска исклучиво се разговараат препораките на ОПСЕ и ОДИХР во насока на унапредување на изборното законодавство, но далеку сме од оние разговори за отворени листи или менување на математичкиот модел на пресметување или на изборните единици, и мислам дека тука апсолутно ништо нема да се промени. Дај Боже да грешам и да се покаже спротивното. Па за мене, јас сум обично поборник против предвремени избори, затоа што на граѓаните им се потврди дека од избори во избори апсолутно ништо не се менува, и не е прашањето кога да ги очекуваме, да кажеме дека ќе ги очекуваме следната година, туку што потоа. Ако ние продолжиме со истата политичка култура и со истиот наратив само на популизам, додека сме од другата страна, не ја практицираме власта, тогаш ништо апсолутно нема да се смени. Мислам дека граѓаните повеќе треба на изборите да бараат отчетност што од тие ветувања во предизборието се исполнети, а што не е исполнето, бидејќи ние и на минатите парламентарни избори се изнаслушавме на еден куп ветувања разноразни, од популистички ветувања, од типот на ќе се врати, не знам, името, ќе зголемиме плати, граѓаните ќе живеат поубаво, ќе се заокружи процесот на евроинтеграција, но сега сведочиме на се нешто што е спротивно, па дури на влошување на стандардот на граѓаните, што за мене е искрено тема број 1, затоа што како што ќе следат економските текови во светот, Македонија мора брзо да одговара на сето тоа. Она што во моментот го сведочам во парламентот, немам такво чувство дека може да се случат. Но во политиката никогаш ништо не може да исклучите, така што може и да дојдат до следната година. Па добро, опозицијата треба да е всушност коректив на власта, но не само коректив кој што нешто ќе
ќе блокира или ќе биде целосно конструктивен во она што го предлага владата, но едноставно да излага со конкретни решенија за да понуди визија на граѓаните, што мислам дека во моментот е голем недостаток. Нормално дека разговараат и пијат кафења заедно. Мислам, колеги сме, луѓе сме, треба да размениме мислења. Најискрено би била најсреќна кога такви разговори би се воделе и во реалната политика и како што произлегува консензус по одредени мислења, би ги сведочали во реалната политика и од тие кафења конкретен бенефит и резултат би имале и граѓаните. Нормално е дека секогаш постојат различни видувања на нештата, бидејќи сите ние идеолошки различно припаѓаме, но ако може во неформални разговори да најдеме НЗС подредени прашања, мислам дека тоа може да се случува и во реалниот политички живот.